Добар ден, криптоентузијасти, вторник, ден за вести. Уште еднаш се извинуваме, но за жал некогаш обврските како родител и како менаџер на хотел не ви дозволуваат да може да работите колку сакате и кога сакате на вашето хоби, така речено. Така да се извинувам за тоа што работиме малку со по-бавен интензитет, но како и да е, гледате дека се обидуваме што можеме повеќе да ве информираме за случувањата во криптосферата, како и секој ќе продолжиме и понатаму. Може би малку побавно, но ќе дадеме се од себе си да го направиме тоа што можеме подобро. Како и да е. Денеска пред да почнеме со вести, ќе направиме една кратка техничка анализа и прво би сакал нели нормално, како и секогаш да ги најавам оние кои што навистина помогнаа со прибирање на овие вести. Значи, некои од овие вести се дојдени од Дарко Јошев и Бобан Досев, како и секогаш, секоја чест, и лекочишки постепено се приближува до оваа категорија на постојани соработници на канал. Ви благодарам многу, значи навистина го ценам вашиот допринес, верувам дека и заедницата го прави истото. Како и денеска имаме да речеме еден нов член, HFG, значи HFG Urban Brand. Искрено не знам што точно стои позади ова, како и да е. Ни прати еден интересен линк кој што верувам дека многумина ќе ви биде интересно да го погледнете, затоа прво ќе помина преку истиот. Значи на овој линк кој што ќе го ставиме на крајот на самото видео, ќе може да го најдете во дескрипцијата. Значи секоја чест благодарам за што се го пратиле, верувам дека ќе помогне на многу луѓето. Значи тоа го купите Ledger Nano, моментално може да добиете и практично кешбек во биткоин. Доколку купите Ledger Nano X, ќе добиете $30, доколку купите Ledger Nano S, ќе добиете $20 во биткоин. Значи ова е бесплатен линк кој што може да видим, ќе го ставам како промоција на нашето видео. Нормално, доколку ви се допаѓа, јас уште еднаш ќе напоменам, значи користење на Cold Wallet, тоа барем на нашиот канал длабоко го препорачуваме, со оглед на фактот дека ви помага во сигурноста на вашите капитални добра. Така да во оваа ситуација уште еднаш ќе напоменам дека да купите, не мора да купите Ledger, ова е само доколку сакате, на некој начин ќе ви помогне во купувањето. Значи не е никако поврзано со каналот, не е ова некоја промоција на каналот, ова е промоција на самиот Ledger компанија. Така да се надевам дека ќе ви помогне. Линкот од овој сајт ќе биде ставен на крајот во самата дескрипција. Ќе го оставам за да не го заборавам нормално. И сега денеска, иако имаме доста интересни вести и имаме најава за утрешната инфлациона стапка, би сакал прво да започнам со моменталниот памп на биткоин, кој што претходно го објасниме, но не детално и не доволно. Би сакал сега малку повеќе време да обрнем на тоа. Значи повторно ќе биде само на кратко, чисто да видите што уствари ово што моментално ние го гледаме на чартот. Значи ако се сеќавате, веќе неколку пати разговаравме, доколку вратиме на месечно и неделно ниво, е многу јасно да видиме каде моментално се ногеме и зошто е ова толку силен отпор. Значи на месечно ниво гледаме дека ова е буквално период во кој што во два наврати во 2021 година успеавме да се одбиеме практично пред правење на вториот врв на овој бул маркет, додека на неделно ниво уште појасно се гледа тоа, каде што можеме да видиме дека буквално уште од пред првиот бул маркет, односно пред првиот дел од бул маркетот, можеме да видиме дека ова е практично поддршка на самата цена која што го држеше во целиот овој бул маркет, ја држи цената на биткоин над ова поле, со тоа што затоа и напоменавме дека почетокот на ова поле, кое што моментално се обидуваме да го пробиеме, ќе представува сериозен отпор заедно со ова бело поле кое што моментално го гледате. Значи жолтото е полето кое што го добивме од 2021 бул маркетот, а ова бело поле е од моменталниот bear маркет, каде што во целото ова паѓање на цената имаме само една свеќе кое што во обратна насока, кое што моментално, како што може да видите, се уште представува така речено отпор на цената заедно со 30.000 психолошката бариера, што е нормално очекувано. Значи 30.000 знаете сами е како и 20.000 психолошка бариера. Гледате дека целиот bear маркет практично се држеше околу 20.000, така да овие 10.000 бариери како што 20, 30, 40, 50 и понатаму очекуваме да бидат сериозни на некој начин извори на поддршка или отпор на самата цена. Со тоа што ако се сеќавате, ние го објасниме во претходните значи во претходните анализи, каде што кажавме дека моментално биткоин е влезен во овој флаг формација, односно знаме, каде што објаснивме дека дека ваквите формации се најчесто булиш формации и дека во оваа ситуација ни даваат практично вака би требало да биде реализирана оваа флаг формација. Значи ова е практично јарболот, ова е знамето, со тоа што ова ако го преместиме
во местото каде што цената успеава да пробие над овој канал, од овој канал нагоре, можеме да видиме дека метата на оваа формација, значи доколку се реализира оваа формација, би требало биде негде околу $36,000. Тоа не значи дека ќе се реализира. Сега, причините поради кои што ова се случува, значи и претходниот пат објаснивме, но сега ќе пробам да го објаснам ова малку подетално. Значи, знаете и сами дека кога станува збор за тргување, станува збор за практично повторно леџер, односно имате наредби кои што се ставени за да се купи на одредена цена и наредби кои што се ставени за да се продаде на одредена цена. Со тоа што колку повеќе тестираме, зошто велиме дека колку повеќе тестираме одредено ниво, толку ова ниво станува се покршливо и поголема веројатност дека ќе пробиеме нагоре. Затоа ви кажав, имавме безброен обид, значи безброен пат обиди да пробиеме нагоре. И многу повеќе од нив се на горна страна отколку на долна страна. Што тоа ни кажува? Тоа ни кажува дека имаме многу повеќе купувачи отколку што имаме продавачи. Односно, замислете дека на секој од овие нивоа имате огромен број на наредби каде што луѓето ставаат наредба, да речеме одредена количина во биткоин која што имаат да се продаде кога цената ќе достигне до едно од овие нивоа, така. Со тоа што колку повеќе овие наредби се исполнуваат, толку повеќе истите се елиминираат, што значи дека се помалку луѓе се спремни да продадат на ова ниво и на тој начин доаѓаме до ситуација каде што имаме се помалку продавачи, така, значи веќе нема кој да продава на ова ниво, а се повеќе купувачи. И во моментот кога ќе се скрши оваа цена нагоре, купувачите само се зголемуваат, затоа што конечно гледаат дека се истребила бројката на продавачи кои што се наоѓаат околу ова ниво. Дополнително тоа ни помага и да ја реализираме оваа bull flag формација и да навлеземе во ова претходно поле на акумулација. Сега, колку ќе се држиме овде не можам да знам, со оглед на фактот дека гледаме дека веднаш после ова ниво дојдовме до 30.000 кои што се психолошка бариера и кои што гледаме дека се следната граница на која што моментално се задржа цената, а да не забораваме дека исто така се наоѓаме и надвор од bull market support бендот. Сега, утре ќе имаме или уште еден катализатор, или пак ќе имаме корекција надолу. Зошто го велам тоа? Затоа што утре доаѓа CPI и core инфлационата стапка, во која што ќе видиме која била инфлационата стапка за месец март. Сега, пред да поминеме до тоа, од аспект на тоа дали понатаму ќе продолжиме да се движиме нагоре, ако се сеќавате претходниот пат буквално ви го напоменав овој момент на биткоин, каде што дојдовме до претходниот all time high, сега ќе го повторам затоа што буквално откако го објаснив тоа и се случи. Значи дојдовме претходниот all time high, немавме солидна корекција, очекувавме дека ќе имаме со оглед на фактот дека бевме oversold, како што може да видите овдека. Значи тоа е претходниот all time high од 20.000 кој што го достигнавме на 30 ноември 2020 година. И во првиот момент кога доправме, нормално може да видите дека добивме корекција надолу. Но буквално во неколку дена ние успеавме да пробиеме тоа да пробиеме, гледате, маестрално. Така да поради оваа причина ви кажувам, значи без разлика дали индикаторите моментално ни покажуваат дека сме комплетно oversold, битно е да ги видиме фундаменталните вести. А моментално фундаменталните вести е дека луѓето се повеќе веруваат дека биткоин ќе биде заштитата која што им е потребна од потенцијална економска криза. Поради ова и го добивме овој втор подем нагоре, иако можеме да видиме дека значи самите индикатори се доста високи. Односно MACD само што не дошол над 70, RSI е на 70, што значи дека после ова веќе колку и да растеме нагоре е oversold. Значи последен пат тоа сме го виделе буквално во текот на bull market, значи може да видите и сами. Последен пат кога допрел до оваа вредност, ние сме биле буквално на самиот врв на bull market, гледате и сами. Значи ова е на самиот врв на bull market кога сме допреле до ваква вредност на RSI. Така да поради ова ви кажувам дека сме моментално многу високо. И поради ова ви кажувам дека ваквата висока вредност на RSI во нормална техничка анализа би ни напоменала дека треба да се ресетира едноставно и да оладиме, односно да се направи корекција надолу. Но поради ваквите позитивни вести едноставно не можеме да се попреме само на техничка анализа. Тоа што ви го покажав во претходната анализа со претходниот all time high и неговото кршење. Така да во оваа ситуација, зошто го кажувам ова? Многу е битно што ќе се случува во текот од утрешниот ден. Значи на неделно ниво можеме да видиме дека сме oversold и тоа многу. На дневно ниво добивме, ако се сеќавате и ова го напоменавме, дека некогаш со хоризонтално движење на цената постепено, како што можеме да видиме, значи и RSI и сток RSI оладија, така, значи се ресетираа на некој начин. Но се уште можеме да видиме дека се наоѓаме длабоко над bull market support band, што значи дека мораме да влеземе во него, па макар и тоа да значило да се движиме хоризонтално, така. Така да во оваа ситуација, она што го напоменам последниот пат беше дека стеснување на Bollinger бендот на ваков тип
секогаш значи експлозивно движење во една или во друга насока. Тоа го покажаме со неколку примери, како што беше овој или овој, и затоа напоменавме колку е поголемо стеснувањето, толку е поголем експлозивното движење во една или во друга насока. Така да, ова беше очекувано, само што не бе сигурни дали ќе добиеме позитивни или негативни вести во однос на тоа во која насока ќе се движи. Но иако формацијата ни кажуваше дека се движиме нагоре, индикаторите ни кажуваат дека сме премногу жештени за движење нагоре, но гледате и сами, значи во оваа ситуација ништо не важи кога имате на некој начин позитивни вести, иако нема конкретна вест, самиот пазар моментално и неговата нестабилност се позитивни вести. Се поголемиот јас со кој што моментално се случува дедоларизација и најава за користење на други валути е исто така позитивна вест. И дополнително во текот на утрешниот ден може да добиеме уште поголем раст поради позитивна вест, а тоа е очекуваната инфлациона стапка. Сега, во однос на претходниот податок кој што го добивме, ако се сеќавате во претходната техничка анализа, разговаравме за стапката за невработеност. И рековме, колку е повисока стапката на невработеност, толку е поблиско Федералната резерва до конечно запирање со нови rate hikes. За жал, наместо да добиеме повисока, добивме пониска, од 3,6 се спусти на 3,5. Тоа не го менува фактот дека истото останува и во оваа ситуација, со тоа што колку повеќе се намалува инфлацијата, како и до сега нормално, толку е поголема шансата дека ќе добиеме коректирање на цената нагоре, затоа што, уште еднаш ќе напоменам, значи веќе најавено поради колапсот кој што го имаа со банките. Кажано е дека доколку и понатаму продолжи да паѓа, значи самата како што можеме да видиме, значи имаме солидни падови веќе неколку пати поред. Односно уште од претходната година негде во средината, од септември да речеме. CPI паѓа за, гледате, солидни вредности, значи 0,5, 0,6, овдека е 0,6, потоа имаме 0, овдека е 0,1 и последниот пат падна за 0,4 во февруари. Што значи, ако добиеме солиден пад, и како што кажеме многу пати до сега, солиден пад на инфлацијата би бил 0,4 и повисок од 0,4, тоа е позитивно за пазарот, затоа што покажува дека се повеќе и повеќе се намалува инфлацијата, она што е и целта на самата Федерална резерва. А колку повеќе ќе се намали инфлацијата дополнително, толку е поголема веројатноста дека на следниот состанок на Федералната резерва, кој што ќе се одржи на 2 и 3 мај, ќе запрат со rate hikes. Значи колку побрзо и колку по-реално е да стасаме до тој момент каде што ќе запрат со rate hikes и покачување на каматата која што ја наплаќаат за секој ново испринтан долар и оние кои што веќе ги доставиле на комерцијалните банки, значи се поголема веројатност дека ќе запрат. Кога ќе запрат, автоматски ќе имате комплетно обратно движење на пазарот, односно ќе дојдеме до ситуација да едноставно пазарот се врати кон риск бейс. Луѓето да бидат повеќе склони да инвестираат во ризични добра, како што е биткоин, како што се криптовалути, како што се ресурси, хартија од вредност и слично. Така да во оваа ситуација ќе напоменам уште еднаш. Многу е битно да добиеме значителен пад. Значи ако добиеме значителен пад 0,4-0,5 повеќе, очекувам дека овој раст ќе продолжи, дури и ќе го скрши ова 30.000 ниво. И дополнително очекувам пад на индексот на доларот, затоа повеќе утре кога ќе го добиеме самиот индекс, значи ќе гледам да направам видео, ако не успеам, ако не ќе добиете во четврток. Поентата е дека значи негативен одраз на инфлацијата да продолжи понатаму да паѓа значително, значи луѓето се повеќе ќе се откажуваат од доларот, затоа што се поголема веројатност дека нема да имаме нов rate hike. Ако нема нов rate hike, тоа значи дека нема да го има оној вештачки памп кој што го добива доларот секогаш кога става нов rate hike за да ја намалат количината на долари на пазарот. Значи ако сте гледале до сега нашите технички анализи, знаете точно што зборувам. Подетално ќе објасниме во четврток, ова е само на брзо да ви покажам што очекуваме во текот на утрешниот ден. Утрешниот ден тоа би било, како што знаете и сами, по Eastern Time, односно тоа е ако е 8:30 во Америка, значи тоа ќе биде, сега ќе ви покажам, значи ќе чекаме на 12 април за март, во 8:30 наутро во Америка, а кај нас би требало да биде негде околу 2:30 попладне. Сега, значи ова е кога го очекуваме тоа да се случи, значи утре во 2:30 попладне ќе биде објавен новиот податок за инфлацијата, со тоа што се ќе напоменам, ако немаме значителен пад, односно ако стагнира, како што стагнираше од 6,5 на 6,4, голема веројатноста дека и понатаму ќе продолжи Федералната резерва со мали rate hikes, како што е 0,25 и ќе направи пазарот да се исплаши и да продолжи да паѓа. Не само во биткоин, туку и хартиите од вредност. Односно,
Ке напоменам, CPI е најпопуларната вредност и првенствено делува на пазарот највеќе, додека core е најбитната делност, односно тоа е инфлацијата без храна и горива, цените на храната и горива не се вклучени, и гледаме дека истата не паѓа толку колку што паѓа самата CPI инфлација, што е очекувано, затоа што нестабилноста на горивата и на храната се уште многу високи. Така да останува да видиме што ќе се случи у текот на утрешниот ден. Значи имаме три можни солуции. Едната е да имаме значителен пат во кој што очекуваме позитивно коригирање на пазарите нагоре, односно да се намали стравот на пазарот. Другите две опции ни се или да стагнира, или пак, не дај Боже, да почне да расте повторно инфлацијата, што значи дека со сигурност Федералната резерва нема да има друг избор освен да стави повторен рейт хајк, или тоа значи враќање на стравот на пазарите и нивно падење, како на хартиите на вредност, така и на биткоин. Тоа е се што имаме да кажеме околу самата инфлациона ставка. Останува утре малку повеќе да разговараме околу тоа. Сега, не заборавајте дека, значи, иако имаме други чартови, нема да навлегуваме во нив, ова само да ви дадеме до знаење што е моменталната ситуација и што очекуваме во текот на утрешниот ден. Во однос на најавите дека ќе добиеме рецесија. Значи, се сеќавате, јас направив едно видео кое што буквално објаснува кои се потенцијалните исходи од користење на крипто за време на рецесија. Зошто е тоа така? Значи, доколку запишеме на Google periods of recession. Добро. Значи, кога би го запишале овака, значи доволно да најдете една слика за да го објасниме се тоа и да ви стане јасно. Таму го објасниме малку подетално, овде ќе го објасниме малку побрзо, да речеме. Значи, доколку отвориме, ова се сите периоди на рецесија кои се моментално означени, ова е рандом. Значи, гледате, не се ни обидувам да најдам точно, само се обидувам да ви објаснам што моментално е битно во оваа ситуација. Ова е последната голема рецесија која што имавме од 2008 до 2010 година. Оваа не ја ни рачунаме, затоа што ова е ковид период кој што беше прекраток и не беше солиден степен на рецесија, значи не е финансиска рецесија колку што беше општа рецесија, така? И беше многу кратка и затоа не беше доволно за да видиме како криптото би се однесувало во ваков тип на економска појава. Односно, последната рецесија уствари и го роди криптото. Значи 2008 до 2010 година банкарската криза го прави биткоин. И поради ваквата криза, биткоин е направен со цел ако повторно настапи ваков тип на значи рецесија финансиска, целото општество да има каде да прибеги. Се разбираме? Сега. Во претходниот период видовме дека биткоин позитивно реагираше на пропаст на банките, така? Но мораме да видиме дали тоа ќе се случи исто така и кога би добиле општа рецесија на целата економија. Разликата е во тоа што кога имаме пропаст на банките, тоа не значи дека директно ќе доведе веднаш до пропаст, односно до намалување на производството, да речем, во една држава и на тој начин нели опуштање, намалување на плати и слично, што нормално би било да се намали купувањето на различни добри, така? Кога имате општа рецесија во која што се затвараат компании, луѓето остануваат без работа, платите се намалуваат, нормално дека вие нема да гледате да купувате различни добра. Или сосем обратно. Значи мораме да видиме како тоа ќе се нели одвива. Зошто го велам ова? Човека има еден многу интересен, да речем, диалог, како да кажам. Значи ова е предвидување од некој тип кој што има свој канал, Николас Мартен. Значи на место е тоа што го кажува и по сите досегашни нели како да кажам, анализи би бил во право. Зошто го велам ова? Значи, неговата идеја е дека доколку добиеме рецесија, ова што моментално го гледаме, овој памп, значи еве само ќе оставам неделно може да биде појасно тоа што го кажам, значи овој памп што го гледаме моментално ќе биде само моментален памп, овој памп. Тоа значи дека ќе добиеме голема корекција надолу, заедно со стандардните традиционални пазари, односно индексите кои што ги следиме како Nasdaq, како SPY и слично. Зошто е тоа така? Затоа што уште еднаш ќе напоменеме. Рецесија секогаш е пропратена со масовни отпуштања, со намалување на плати, со намалување на бизнис и профитабилност на компаниите, како и со потенцијално нели пропаѓање на банки и слично. Уште еднаш ќе напоменам. Првиот степен од оваа потенцијална рецесија, што се уште не знаеме дали ќе настапи, позитивно делуваше на криптосекторот. Уште еднаш зошто? Затоа што буквално претходниот степен на рецесија од 2008-2010 година го произвел криптото како нус производ на недовербата на луѓето во банкарскиот сектор. Што значи дека во оваа ситуација
можеби ќе се исполни ова што кажува Николас Мартен. Зошто е тоа така? Затоа што ова е стандардно гледање на било кој економист до сега, во кој што во било кој степен на рецесија, било кој од овие периоди на рецесија кои што сме ги имале, автоматски и индексите на ризичните добра како што се S&P 500, како што се Nasdaq и слично, паѓале затоа што во економијата луѓето имаат се помалку пари на располагање за да купуваат ризични добра. Дури ако ги имаат, ги ликвидираат од цел да држат одредена количина на кеш за да бидат солвентни, за да можат да функционираат во да речеме епизода на криза, така каде што ви имате да речеме една година рецесија во која што кешот ве спасува. Значи ви треба постојана ликвидност за да може да не функционирате. Сега, дали ќе биде тоа така и во оваа ситуација, не можеме да знаеме затоа што за разлика од индексите на S&P 500 и Nasdaq, биткоин и криптопазарот никогаш официјално не се наоѓал во рецесија, може да поменете и сами. Уште еднаш ќе напоменам ковид, не го рачунам затоа што тогаш економијата практично беше под фриз. Ваков тип на рецесија никогаш не сме имали во историјата и дури и оваа рецесија делуваше позитивно на криптопазарите затоа што многу од луѓето помошта која што ја добиваа ја внесуваа во криптопазарот. Така да, затоа не можам да го рачунам овој дел за рецесија во која што би можеле да го тестираме криптосекторот, но ако мене прашувате, ова е многу потребно. Тоа ќе биде правилниот начин да видиме како би се однесувале криптопазарите во една рецесија. И затоа ово што го кажува он не мора да значи дека е комплетно вистина, односно на место е тоа што го кажува дека многу од YouTube каналите ги пумпаат моментално сите овие луѓе кои сакаат да купат, дека тоа тргаме во следен бул маркет. Во право е кога кажува дека треба да бидеме малку скептични, треба да бидеме малку, како да кажам, резервирани, исто како што ние го кажеме тоа на нашиот канал. Битно беше да го утврдиме дното. Дали, затоа и јас кажав дека ние очекуваме бул маркет во 2024 до 2025 година. Се тоа што ќе го добиеме оваа година е само плюс. Значи јас затоа напоменав дека 2023 година е многу нестабилна година, каде што гледате и сами дека целата економија е во голема нестабилност, имаме војна, значи се додека тоа не се стабилизира, не можеме да разговараме за потенцијално движење во следен full bull market. Иако од претходните историски периоди можеме да кажеме дека bull маркетите почнуваат една година пред самиот халвинг, односно овој месец, тоа не го менува фактот дека не можеме да бидеме 100% сигурни, односно мораме да ги ставиме овие да речеме анализи на ваков тип на луѓе кои што имаат паке 511.000 луѓе кои што ги гледаат на место. Зошто го велам тоа? Затоа што истото е исто така оправдано и веќе видено од индекси кои што претходно имале проблем со ваквите рецесиони периоди. Но пак ќе напоменам, крипто не е Nasdaq, крипто не е S&P 500, крипто е сосема друг тип на животно, како што можеме да видиме, кое што за време на падот на банките, значи традиционалните пазари заедно со хартиите од вредност паѓаа, додека за разлика од тоа криптопазарите растеа. Затоа што уште еднаш ќе напоменам, значи официјално знаете и сами дека биткоин потекнува од моментот на банкарската криза со цел да го замени финансискиот систем. Така да мораме да отвориме да некој начин очи на двете страни и да не влегуваме премногу ризично, како што кажува и самиот водач на овој канал. Вели, значи одвоете дел од вашиот капитал кој што ќе го внесете, но секогаш чувајте нешто настрана во случај да сте грешка. Затоа и уште еднаш ќе напоменам, ова е менеджмент на ризик. Затоа јас гледам да го насочам целиот мој капитал кој што го имам во најдлабоките делови на биткоин, да и ако добиеме корекција, ја повторно не бидам во загуба, затоа што многу луѓето се уште чекаат за да инвестираат. Јас затоа гледам да го алоцирам ова на најниските можни нивоа, како што беше овде, со цел да имам на некој начин простор за ја го добиеме корекција, да не бидам во минус, дури и да инвестирам, да речеме. Тоа е мојот план. Така да ова што го кажува каналот е сосема на место, ова е каналот, ова е ликот, ако сакате евентуално да погледнете, и дополнително интересна работа која што спомнува е тоа, ова е уствари индексот на S&P 500, ако не се лажам, каде што објаснува дека моментално имаме овој преносот од бул во bear, овој црвен облак моментално представува отпор кој што моментално во втор наврат ќе се ретестира и ќе видиме дали успешно ќе биде пробиен. Значи тоа е се што имам да кажам околу ова, но предупредувањето е на место. Значи од сите досегашни економски откритија и да речем научни достигнувања се знае дека ризичните добра страдаат во време на рецесија затоа што се ризични добра. Затоа што секогаш се обидувате да чувате нешто што посигурно, што постабилно за време на ваков тип на периоди. Но тоа не го менува фактот дека сите овие економски теории, истражувања и слично биле правени на традиционални инструменти, а не на криптопазарите,
за кој што јас посетив едно видео, кој што може да погледнете, значи станува збор за рецесија и криптопазарите. Ќе гледам да го ставам како предлог после ова видео, за да може подетално да видите што сакам да кажам. Сега, во однос на вестите, че имам многу интересни вести, знам дека малку денеска ги бие полого видеото, но тоа е кога не правиме видео некој време, после не може да достасаме со материјал. Значи, прва и најбитна работа која што мораме да спомнеме е овој кандидат за председател на Америка. Значи, еве тоа што ви го кажував, моментално се случува буквално како што ви го кажував, од буква до буква. Односно, Роберт Кенеди, претпоставувам дека е некој внук на Кенеди династијата у Мурика, значи моментално, буквално е адвокат за биткоин како safe haven, односно како, да речем, спас од моменталната пирана нација од банкари. Сега, многу го кажува тоа. Значи, ако го погледнете целиот овој, значи, битниот сегмент кој што мораме да го разбереме од ова, како, да речем, еве, на некој начин збирштина на информации, е дека нема да има следна кампања за председател без истиот да има позитивна реторика за криптосекторот. Верувајте ми, еве ова е почеток и прв момент каде што истиот го кажува тоа многу отворено. Ќе се вратам, значи само да ви кажам точно што кажува. Значи моментално Роберт Кенеди кажува отворено дека FedNow е само првиот чекор кон CBDC во Америка, иако тоа моментално они се обидуваат да го прикријат и да го излажат нормално, посебно со оглед на фактот и многу добро го кажува тоа дека значи администрацијата на Бајден отворено работи и ги напаѓа криптовалутите, дури и овдека детално се спомнува, тоа он го кажува отворено, дека ваквиот тип на запирање на проектите на крипто за да добијат банкарски услуги е директно она што он се залага против. Така, значи ова е председателски кандидат со име Кенеди, уште еднаш ќе напоменам, затоа што веќе имале и председател, и попредседател и слично. Поентата ми е дека нема да постои председателски кандидат без ваква реторика. Не смеат да го направат тоа самите на себе си, затоа што ќе изгубат многу во следниот bull market. Со тоа што гледате ово дополнително. Вели од 2008-2022 година ваквиот тип на Федерална резерва испринтале 1 тон пари со кој што им дале буквално на банкстериви огромно богатство. Значи сега ајде него до детали, тоа е суштината на што сака да го кажа. Дополнително во истата ова сторија се спомнуваат и некои други личности кои што исто така прокрипто, како што е на пример Рон Десантис. Значи Рон Десантис првенствено колку и да не мора да биде толку прокрипто, толку е против CBDC, каде што значи ако не се лажам беше на Тексас, се не сум 100% сигурен, значи донесоа Флорида донесоа закон со кој што се забранува било каков тип на употреба. Со тоа што ваквиот закон кој што е донесен на ниво на Флорида им забранува да тоа што знаете сами дека секој од овие држави има независно право да го регулира правото во својата држава. Што значи дека може да забрани на федералната власт во оваа ситуација да воведе CBDC на нивна територија, што веќе се обидува да го направи преку некои небитни закони. Ако се сеќавате, тоа ви го покажавме со претходниот пример на не се сеќавам која држава беше. Така да во оваа ситуација што ќе напоменам, че имате многу крипто ориентирани политичари што се борат моментално, како што е исто така и уште еден имавме овдека само момент. Да, тоа е оваа вест, значи сенатор конгресменот Том Емер, кој што моментално активно зборува против СЕК и активно го обвинува Гери Генслер за слепо одење против криптосферата, кој што очигледно ќе направи backfire на самата америчка нација. Зошто го велам тоа? Значи овдека активно зборува дека ваквото имплементирање на право кое што не постои е ретардирана работа. Значи, може да видите овдека, буквално добро го кажува ова, сега ова е негде повикан да зборува јавно, каде што вели вака. Значи, Гери Генслер се фали дека има open door policy, во превод кој да сака може да дојде и да разговара активно со СЕК за тоа како да се регулира, да речем, оној бизнис кој што моментално го има. Односно, ваквата полиса е дека доколку сакате, например, да се регистрирате како криптоиновачи, за може во било кое време да дојдете да разговарате со представниците на Комисијата за хартија од вредност и да ви помогнат. И убаво кажува овдека, значи прост пример е последната таква соработка помеѓу Coinbase и SEC, каде што Coinbase доаѓа да праша за помош, Coinbase доаѓа да праша за помош, а за возврат добива тужба. Значи тоа е таа open door policy at your own risk. Добро направено, добро кажано, како и да е. Крајниот момент кој што мораме да го извлечеме од оваа статија е тоа дека моментално активно се работи. Значи,
Конгрес активно работи на правење на регулатива за крипто. Односно, наспроти ова што го тврди Комисијата за хартија од вредност дека постои регулатива, очигледно нивниот Конгрес не се согласува со тоа, затоа што Конгресот е една од највисоките институции и Комисијата за хартија од вредност нормално, како пред многу, исто и пред оваа институција одговара директно. Така да во оваа ситуација можеме да видиме дека во наредните недели и месеци, значи овде се најавува дека во наредните недели и месеци се работи на активно развивање на крипторегулатива. Тоа што јас постојано кажувам, значи во Америка има две страни, не е само една, само едната е многу погласна. Затоа уште еднаш ќе напоменам, гледате дека имате претседателски кандидати, имате гувернери на држави, имате конгресмени кои што активно работат на тоа да се направи ваков тип на регулатива со цел да се регулира и да се присвои што може повеќе од криптосекторот. Односно, уште еднаш проблемот е ова. Проблемот е што страната која што моментално е на власт работи вака. Значи ова е како што кажавме пред некое време, значи директно они ги викаат executive order, односно ова е уствари наредба директно подпишана од претседателот со која што се дава дозвола да се работи на развој на CBDC. Значи тоа е Бајден, тоа е таа ретардирана багра, што моментално гледаме дека работи противно на овие што ги набрав до сега се повеќето републиканци. Нас не е битно дали се магариња или слонови, колку што се нели тоа беџовите на партиите, магари и слон, чито треба си ретардиран или треба си американец да го имаш тоа не амблем за партија, но како и да е. Значи идејата е во оваа ситуација дека нас ни одговара без разлика дали од едната или другата страна се додека работи на про крипторегулатива. Затоа во оваа ситуација ваков тип на екзекутивни наредби не ни се од корист и затоа уште еднаш ќе напоменам, се надевам дека оваа страна ќе победи затоа што моментално Конгресот има мнозинство од републиканци. Уште еднаш ќе кажам и битниот момент е тоа што во 2024 година во ноември ќе имаме избор за претседател што се поклопува директно со следниот bull market. Што значи дека целата оваа следна кампања на кој да биде претседателски да речем претседателски кандидат, сигурно ќе има активен дел за криптосекторот, па дури и да е неутрален, нас ќе не одговара. Не мора да биде негативен, само нека е неутрален. Се разбираме? Што тоа е најбитен момент. Да се надеваме дека така ќе биде, останува да го проследиме, но пак ќе напоменам, гледате и сами, тоа е претседателски кандидат кој што има целосно прокрипто ориентација. И можеме да видиме дека ова и понатаму продолжува во Америка, односно Binance US моментално не може да најде ниту една банка која што ќе се работува со нив. И можеме да видиме дека моментално се принудени активно да работат со payment provider, а тоа е Prime Trust. Ова е во случај да сте на некој поврзани со Binance US поради било која причина. Гледате дека моментално ова се каде што на овој принтскрин можеме да видиме дека моментално имаат проблеми со одредени да речем трансфери на пари на и од самата платформа, но како и да е, гледаме дека моментално Prime Trust како провайдер на финансиски услуги преку своите банкарски услуги моментално ги обезбедува со on и off ramp моментално од Binance US. Да, имаме многу добра вест за MetaMask, нешто подосна во однос на тоа дека верувам дека можеби тоа ќе биде достапно и од Македонија, што верувам дека ќе ви се допадне, но ќе дојдеме само да завршам со ова. Како и да е, ова е прост пример на значи на clampdown, значи прост пример на тоа како Chokepoint 2.0 моментално функционира и притиска на ваков тип на непожелни менувачници во Америка со оглед на фактот дека истите се во собственост на CZ, кој што не е дел од Америка нормално. И да не забораваме исто така и Bybit пред само некое време ја затвори својата, значи тоа го кажем претходно, само ќе напоменам уште еднаш, тоа е исто така прост пример, каде што Bybit официјално ја затвори својата не канцеларија, туку платформа во Америка и напомена дека во ред, чим немате соодветни закони и не сакате да ги направите, не мора да работиме со вас нормално. Сега имаме еден интересен текст кој што сакам да го споделам со вас, а тоа е од наш земја кој што пишува за Bitcoin магазин. Секоја чест на дечкото, значи дечкото се вика Милан Станоевич, значи вака или така јас ги рачунам за наши земјаци, тоа се сме биле во Унија, сме биле во Југославија, така да иако Македонија нема отворено никаков тип на пријатели на географската карта, тоа не го менува фактот дека ова ни се најблиску до пријатели кои што ги имаме. Така да, секоја чест на Милан Станоевич, многу интересно направено. Значи, она што ние го анализиравме, он го направил во еден текст. Сега јас само ќе ги сумирам трите делови кои што истиот ги напоменува, а тоа е уствари како моментално, значи, дедоларизацијата
и падањето на силата на доларот ќе доведе до хипербиткоинизација. Значи, интересно е тоа што го напишал, но јас верувам дека ќе се одвие малку поинако тоа што он го напишал. Зошто? Значи, вака, он го поделил ова во неколку фази, каде што нормално го објаснува целиот овој период дека нели БРИКС моментално се обидува да земе дел од самиот пазар на доларот, дека се обидува да го предизвика, со тоа што очигледно првата фаза, значи сите овие три фази он ги очекува да се случат во наредните 10 години. Час е малку поинако мислење, но сакам да ви споделам дека не е толку различно од тоа што го има на пример дечко од Србија. Значи вака, вели, од првата фаза би била очигледно од долар во злато. Зошто е тоа така? Затоа што моментално гледаме дека доларот нема никакво покритие, петродоларот опадна, тоа и он го кажува истото, сега нели да не го повторувам, со тоа што моментално очигледно сите овие, да речем, држави се обидуваат да се фокусираат на злато, со тоа што гледаме дека во последните, да речем, една декада, значи имаме најголемо купување на златни резерви од страна на сите централни банки во светот. Првенствено нормално, значи членките на БРИКС, кои што очигледно се обидуваат на следниот август да направат валута која што претпоставуваме дека ќе биде покриена со злато. Останува да видиме дали ќе биде тоа само така, но нели, останува да видиме наскоро. Како и да е. Тој дел и јас и он се слагаме, и јас очекувам дека ќе имаме, како што може видите и сами, значи целосна дедоларизација и дека нели доларот ќе опадне иако ќе биде користен во некои држави, очигледно и он го кажува тоа многу добро. Значи не само што ќе биде користен, туку ќе бидат принудени да го користат затоа што спаѓа под овој чадор на НАТО, така да нели нивни проблем, што да им кажам. На крајот од денот, значи тоа би било првата фаза во која што ќе дојде до нели падање на доларот и растење на валути кои што би биле покриени со злато. Сега втората фаза е овде кај што јас и он се разликуваме по нашето мислење, односно он во втората фаза очекува дека БРИКС ќе го превземе биткоин како главен на некој начин извор на вредност на капитал, односно на заштита на самиот капитал, оно што го разговаравме, store of value. Со тоа што овдека, како што можам да видам, нели он се уште спомење дека западната страна би се противела и дека ќе има многу држави кои што се уште нема да го прифатат овој стандард, но дека сите овие држави кои што ќе го прифатат биткоин како store of value, како званичен трансфер на капитал, ќе живеат многу подобро, како што на пример денеска споредуваме наши држави со германска економија, каде што нели со тоа што ние ги немаме нивните стандарди, нели се настојуваме да се изградиме како нив како држава. Па истото го гледа и овде, каде што очекува дека поголемиот дел од државите ќе се стремат кон тоа да го адаптираат со цел да стигнат до ваквиот стандард. Јас тоа не го гледам, зошто? Затоа што прво, значи и Кина и Русија, знае да бидеме реални, значи и Кина и Русија, да бидеме реални, се само другата страна на паричката со зло. Да бидеме реални. Значи они се на некој начин овдека за борба за превласт, но на крајот од денот само ова ќе кажам. И да е зло, нека биде нашето зло на власт. Иако глупаво звучи, но тоа е реалноста во денешното време. Значи, додека нивното зло е на власт, ние страдаме. Кога ќе биде нашето зло на власт, они ќе страдат на наша сметка. Така да нели, уште еднаш ќе напоменам и тоа посебно базирано на страдањето на Балканот, каде што нели едната страна страда поради тоа што има погрешни сојузници. И обратно во оваа ситуација. Како и да е. Да го трнеме тоа на страна, значи не е ова политичка емисија на крајот од денот, идејата е дека значи јас не верувам дека и овие држави без разлика колку и да се нели спротивставени на Америка, би се нафатиле да го преземат биткоин како главен начин на тргување или на чување на средства, иако тоа ќе им биде наметнато затоа што поголемиот дел од населението го сака тоа, не затоа што они го сакаат. Но повторно јас не гледам дека биткоин ќе биде директно прифатен од страна на државите и дека ќе биде главното средство за трансфер на моќ. Верувам дека ќе има голема шанса некоја од овие следни валути или една комбинирана валута на БРИКС или пак валута на Кина, како што е юенот, да биде фактички оваа следна главна валута во светот, следна резервна валута. Резервна валута мора да има, да бидеме реални, и верувам дека юенот има најдобрата шанса, иако комбинација од валути на БРИКС како што е тоа еврото би било многу подобра солуција затоа што ќе имате децентрализирана моќ наместо како што сега е моментално Америка. И последното, хипербиткоинизација, каде што вели дека исклучиво значи биткоин ќе биде главниот кај што ваквиот степен на хипербиткоинизација ќе биде као ultimate level, каде што нели сите користат биткоин, биткоин е главната валута во светот и нели store of value, и дека наводно сме дошли до степен каде што нели биткоин е непобедлив, дека е нели она
децентрализирано средство на капитал кој што на сите ни е потребно, но пак ќе напоменам, не верувам дека тоа би било случај, посебно не во следните 10 години, може ќе добие висок степен на адаптација, но тоа не го менува фактот дека не очекувам целосното општество да биде пренасочено кон биткоин. Верувам дека е се уште рано, но нели останува да видиме, тоа е негово мислење, ова е мое мислење, само сакам да споделам со вас различни мислења од некои наши земјаци кои што имаат нели што размислуваат. Следно исто биста работа, значи ова е уште еден пример од Америка, кој што кажа дека има доста луѓе во Америка кои што се обидуваат да ги заштитат крипто инвестициите и крипто проектите. Односно Аркансас, значи Аркансас исто така засебна држава од оние 52 кои што се моментално дел од целата американска држава, каде што моментално во Аркансас донесуваат посебен закон со кој што точно се идентификува што представува биткоин майнинг, па и претпоставувам крипто майнинг. Да, биткоин, извинете, ова е за биткоин случај, и се заштитува од потенцијално, значи дури убаво го објаснуваат тоа, значи од дискриминаторна регулатива и такси кои што да речем или даноци кои што не се соодветно нели на овој закон. Односно со овој закон детално се објаснува што представува биткоин майнинг, како може да биде даночен, кој представува биткоин майнер и се, значи едноставно детално појаснување затоа што убаво кажуваат, значи без да имате соодветна регулатива вие не може да регулирате нова, значи целосно нова сфера која што досега значи не постоела едноставно, а вие регулирате со законот од 1945 година, тоа што многу пати досега сме зборувале. Затоа и ќе напоменам дека ова е многу паметно и гледате дека засебни држави, ова не е прва, ова се неколку веќе го направиле тоа, значи се обидуваат да ги заштитат фактички овие биткоин майнери затоа што значи добиваат голем приход од нив. Прво од даночна аспект, второ од еден од најголемите корисници на електрична енергија, што нели треба да платат оваа електрична енергија. Така да ваков тип на бизнис е посакуван, затоа и Америка се тепаше да ги земе мајнерите кога Кина ги затвори своите граници, но како и да е, гледаме дека постепено овие држави се обидуваат да си ги заштитат собствените практично инвестиции во крипто, посебно во биткоин майнинг. Многу битна работа и една од најдобрите вести кои што можам да ви кажам денес, ако имате MetaMask, значи MetaMask моментално гледате колку добро направиле. Значи пред тоа беше да мора да го правите тоа со нели банкарски трансфер и беше само за ограничен број на земји. Сега моментално имаат опција каде што може директно да прикачите дебитна или кредитна картичка и да купите, значи овдека е нели Ethereum, биткоин и 90 отприлика криптовалути во било кое време. Со тоа што 189 држави веќе го имаат ова поддржано, со оглед на фактот дека имаме повеќе од 200 држави во светот, тоа значи дека е мала веројатност дека Македонија нема на оваа листа, така да за оние кои што не може да најдат како да купат или кои што имаат пречки во однос со користење на банкарските услуги, еве моментално имате начин како да купите. Значи може да купите директно на MetaMask преку дебит и кредит карт и уште еднаш морам да кажам, значи Дарко Јошев се повеќе е управо кога зборуваше за Alchemy Pay, значи ACH е уствари Alchemy Pay, кој што се повеќе го гледам на различни места, а тоа е payment солуција која што гледам дека на вистина се повеќе се користи и верувам дека наскоро ќе треба да направиме соодветна анализа на овој проект, иако е мал, затоа што се повеќе се појавува со огромни играчи, така да верувам дека ова е доста битно да го образложиме за ваков тип на гледате играч. Но како и да е, побитно за вас е тоа дека на MetaMask моментално може да купите со прикачување на дебитна или кредитна картичка и добра интересна вест, значи моментално само што не сме навршиле 1 милион адреси со плюс 1 биткоин, нели тоа нормално не го гледам јас само на слики, тоа го проверувам, значи ова е официјалниот сајт, знаете и сами, Look into Bitcoin, каде што може да го најдете ова. Моментално точно бројот представува 993.944, значи скоро 994.000 нови волети со биткоин. Со тоа што од почетокот на годината, каде што сме имале 977, 978, моментално имаме негде скоро околу 23.000 повеќе, 20 така ќе дојдеш, 22.000 повеќе, значи новчаници, што е, како што може да видите, голем напредок со оглед на фактот дека се наоѓаме на апсолутно до дно. Значи тоа е доста добра вест и дури интересна работа е тоа што овдека го спомнуваат, сакам само да го напоменам, дека моментално имаме вкупна количина, само да видам каде се наоѓаше тој податок. Значи моментално вкупно адреси кои што го чуваат биткоин има 46 милиони и 160. Значи извинете, 46,16 милиони адреси кои што моментално активно чуваат биткоин. Значи тоа е огромен број, може да ви каже колку е само тоа на
на светско ниво, колку е тоа битно, но нели, тоа само покажува дека се повеќе и повеќе адаптацијата на биткоин и на криптосветот се забрзува и уште еднаш не поменува само колку е рано. Односно 46 милиони представува една држава како Украина. Значи, замислите, во Украина секој има свој биткоин wallet. Така да, се уште сме рано, а гледаме дека се повеќе и повеќе се забрзува овој тренд на крипто и биткоин адаптација. Следна битна вест која што имаме, која што сакам да споделам со вас, е за напредокот на токените од ISO 20022. Бобан Досев е одговорен за оваа вест, многу интересна. Ако се сеќавате, веќе спомнавме дека IOTA работи на практично тест фаза за EU блокчейн. Така да во оваа ситуација блокчейнот на IOTA се користи, практично не е блокчейн, туку е нели ациклик хашграф, се користи за да се тестира во институциите во Европа за да се види дали е погоден за да биде користен за масовна употреба во Европа. Со тоа што ова е прва вест во која што се објаснува ациклик, значи ова е разликата, ако се сеќавате, нели. Значи разговаравме, може да погледнете што е IOTA, имаме посебно видео за неа. Значи ова би било само горнава линија би бил нормален блокчейн, додека ова што гледате моментално е ациклик хашграф, кој што е направен да биде масовно адаптиран. Тоа е многу побитно за оваа вест која што ќе разговараме сега, а тоа е дека моментално Европската унија се обидува да направи дигитален, значи ова ќе биде дигитален новчаник поврзан со вашата дигитална идентификациона картичка. Односно ќе биде директно поврзан со вашата идентификациона картичка и ќе може да биде достапен само од вас. Практично. Како и да е, значи пред само неколку дена овдека пишува дека изгласале, што не го знаев ни ја, прв пат го прочитав овдека, дека официјално е изгласано дека Европската унија моментално работи на нов новчаник за дигитални валути, кој што ќе биде поврзан директно со вашата EU ID. Сега, IOTA, значи се спекулира, се уште не е ова, нели, поврзано и кажано со сигурност, но поради ваквиот значи еден од најуспешните проекти кои што моментално се зема во предвид од страна на Европската унија, IOTA моментално е земена во предвид за да го предводи ваквиот дигитален новчаник на сите практично граѓани во Европска унија треба да биде, а зошто е тоа така? Затоа што ако се сеќавате кога го објаснувавме ова за IOTA, значи за разлика од блокчейнот, ацикличниот хашграф, колку повеќе јузери има, толку повеќе се зголемува, затоа што секој јузер представува нод сам за себе на мрежата на IOTA. Така да поради ова, значи е многу погоден за масовна адаптација и за користење од огромен број на луѓе и да се надеваме дека тоа ќе биде така, затоа што уште еднаш ќе напоменам, ова е еден од оние коини кои што го имаме во нашето портфолио и препорачуваме дека е паметно доколку нели вие мислите дека тоа е добро за вашето портфолио да го имате исто и вие, со оглед на фактот дека е дел од ISO 20022, а со тоа можеме да видиме дека му се отвараат институционални врати. Значи веќе го спомнавме тоа, значи институционалните врати се начинот на кој што може да дојдете многу поголем капитал од оно што моментално го имаат нормални проекти во криптосферата, а тоа е една од опциите како што можеме да видиме. Cardano моментално имаме огромно купување од страна на китови. Значи ако се сеќавате, јас ова многу пати го напоменувам, Cardano има огромен потенцијал, можеби не е најпопуларниот, но не е најпопуларен затоа што не е централизиран. Колку е по-децентрализиран проектот, толку е помалку популарен. Затоа што централизираните проекти најчесто имаат и соодветна фаца, како Виталик Бутерин, како нели во ваков тип на ситуација имате некој кој што го бутка постојано тој проект, кој што го рекламира. Овдека иако Чарлс Хоскинс е директно нели замешан во промовирање, во нели и на некој начин и разградување на овој систем понатаму, тоа не го менува фактот дека е еден од можеби подецентрализиран дури и од биткоин како блокчейн, но идејата е дека се уште нема некоја нели фондација, иако е нели IOHK фондацијата која што постои за самиот Cardano, не е толку на некој начин маркетиншки ориентирана како одредени други блокчейни. Но тоа не го менува фактот дека истиот има огромен број на потенцијални проекти, како што кажавме, кои што доаѓаат, како што се Hydra и Mithril, кои што може да направат значи револуција која што сега не е видена во ваков тип на технологија. Со тоа што можеме да видиме дека во последниот период, значи за само 2 недели, се купени 560 милиони ADA токени во вредност од 218 милиони. Со тоа што моментално ако го споредиме, значи неговиот на самиот Cardano, че Cardano се наоѓа на 7-то место со 14 билиона, 14 милиона и 300, што значи дека овие 300 се буквално во последните
2 недели, што не е мала работа, со оглед на фактот дека 14,3 е целосниот кап, а 0,3 е добиен само во последните 2 недели. Тоа е доста добро за овој проект. Со тоа што дополнително има уште една интересна вест во однос на Cardano, а тоа е дека Second Layer, Cardano Second Layer солуцијата PayMa Engine, моментално само што почна да работи со Globant, така ќе да предпоставам, Globant, кој што е gaming giant. Јас искрено никогаш не сум слушал за оваа компанија, не можам да ве лажам, но очигледно е билионска компанија, значи има повеќе од билион во маркет кап оваа компанија, која што моментално ќе го користи овој Layer 2 солуција на Cardano за развој во Web 3. Така да, фактично ова, значи практично компанијата PayMa, односно проектот кој што се развива како Layer 2 солуција на Cardano, ќе работи на солуции за Globant во развивање на неговите апликации на Web 3. Што значи дека дополнително влегува капитал и влегува, препознатливост на овој бренд, затоа што и самиот PayMa Engine е изграден на Cardano. Односно е основниот екосистем, односно смарт контракт на Cardano, врз кој што е изграден PayMa Engine, на кој што оваа голема компанија ќе гради следни апликации во Web 3. Така да е интересен податок. Значи, гледате, дури колку е голем, значи станува збор за 27.000 вработени во оваа компанија, низ 25 различни земји, кој што работи со Electronic Arts и Google, ова се партнери негови очигледно, за нив знаеме кои се, но овој искрено не сум го слушнал до сега, да не се лажеме. Интересна работа која што сакам да ја покажам овдека е стратегијата на MicroStrategy. Значи, за разлика од нашата во која што ние имаме практично таргетиран DCA, MicroStrategy има стандард DCA. Значи, не може подобар DCA од овој на MicroStrategy. Ова сакам само да ви го покажам, за да видите како моментално изгледа еден нормален DCA на, без разлика дали е физичко или правно лице. Односно, они купуваат постојано. Од самата графа можеме да видиме секаде каде што уствари купиле и колку била неговата вредност. Гледаме дека без престан купуваат. Значи, вака треба да изгледа еден DCA кога верувате во еден проект на долг период. Без разлика дали е bull или bear, вие купувате. Со тоа што очигледно они купувале најчесто на, да речем, корекции, гледате дека имаат солидно погодени корекции, но тоа не го менува фактот дека купувале и во full blown bull. Гледате. Но како и да е, идејата за DCA е вака треба да изгледа стандард DCA. Значи, кога имате пари ги купувате и тоа е тоа. Без разлика, дури ако можеме да видиме ово изгледа како да купувале на месечно ниво. По прилика. Како и да е. Интересно е, сакам да ви покажам, така изгледа кога купувате DCA без разлика каде се новите. И пред самиот крај имам уште неколку интересни вести. Првата е Швајцарија, значи ова е од Дарко Јошев кој што стари живее таму. Моментално швајцарски, значи ова е државна банка, Post Finance, отвара, значи во практично соработка со Signum Bank, отвара значи прозор низ кој што ќе може на самата банка да купувате биткоин и етериум за почеток, а понатаму и други крипто токени, со тоа што значи цела Швајцарија преку оваа банка, доколку имаат нормално услуги во оваа банка, ќе можат директно да купуваат значи крипто и тоа ова веќе кастади од самата банка. Значи гледаме дека Швајцарија веќе тоа активно го уведе во своите банки, прашање на време кога тоа ќе биде направено во цела Европска унија. Сакам да ви кажам дека ова е тоа што ви го кажував пред само некое време, дека европските банки го бараат ова моментално од страна на Европската унија да биде донесено како нова регулатива. Они имаат тие Базел регулативи кои што се исклучува за банкарскиот сектор, каде што се апдейтираат правата кои што ќе има една банка во однос на работа во Европска унија, така да голема веројатност дека во следниот ваков да речем митинг каде што ќе се одредуваат нови регулативи на банките, наскоро ќе се донесе, како што се кажа, забрзана регулатива за да може да имаат кастади и банките во Европа врз дигитални валути. Сега, само сакам да ви напоменам дека очигледно многу од државите кои што претходно беа во развојна фаза се сега веќе во напредни фази. Значи можеме да видиме дека многу повеќе зелена и плава боја има, односно development и research. Само сакам да ви напоменам дека последниот пат кога гледавме оваа мапа е многу напредната. А ова е мапата на која што се следат CBDC, односно развивањето на CBDC, со тоа што ако се сеќавате веќе напоменавме дека во октомври се очекува во Европа да има започнато пилот фаза на значи на дигиталното евро, кое што само што не стигнало. Сакам да ви напоменам да го имате тоа превид и да погледнете дека се повеќе од државите, посебно гледате северниот најразвиен дел од светот, како што може да видите овдека, северната хемисфера, е претежно сите се или во пилот фаза или во развојна фаза,
што е многу битен момент, затоа што ни покажува дека на вистина се забрзува овој процес на CBDC, кој што треба да ве плаши. Значи ве кажувам отворено, треба да ве плаши. Имајте го тоа предвид, но како и да е, ќе следиме и понатаму, ќе направиме посебно видео за да видиме до каде е CBDC проектите ни целиот свет, но уште еднаш ќе напоменам, дали вие сте слушнале на вестите некаде да ви кажат дека моментално имате пилот фаза на CBDC на рублја во Русија или пак на казахстански, што и да е моментално таму, или во Украина, или не знам, моментално во Шведска, или дека имате развојна фаза моментално низ цела Европа, вклучувајќи Норвешка, Финска, Турција и слично. Значи, уште еднаш ќе напоменам и да не заборавиме Америка, која што не сака да зборува за ова, активно е во развојна фаза на CBDC. Сакам да ви кажам дека ова доаѓа многу побрзо од она што вие го очекувате и ќе напоменам дека треба да се пазиме и верувам дека крипто е начинот на кој што можеме да се заштитиме. Секој од вас има право да одлучува за вашето портфолио, но јас искрено одлучив за нашето, да речем, тимско портфолио, дека еден од најдобрите начини е алокација во крипто, каде што и да има CBDC, едноставно нема да може да ви ги конфискуваат, затоа што станува збор за нешто што е приватно поседувано на приватен блокчейн, кој што не може директно да биде нападат од страна на државно поседувани дигитални валути. Сега останува да видиме како тоа ќе се одвива, но за почеток уште еднаш ќе напоменам, според мене подобро е да ги имате криптовалутите, отколку кога ќе бидат најпотребни да ги немате и да не може да ги добиете. Затоа ја избрав Малта, каде што нели сето тоа е легално и каде што дури нема данок за ваков тип на валути и останува да видиме дали сум во право на крајот од денот, но она што постојано кажувам е дека CBDC се развива многу побрзо од она што ви се кажува. Имајте го тоа во предвид, затоа што на крајот од денот барем ќе знаете што ви спрема. Со ова ќе го завршиме овој видео, се надевам дека ви се допадна, како и секогаш ќе гледаме нели во текот на среда да направиме соодветно видео за техничка анализа, но не можам да ви ветам ништо додека не дојде среда, како и да е, гледате дека се што можеме да направиме, правиме кога можеме. Се надеваме дека уживате како и секогаш во нашата материја и доколку ви се допаѓа, нормално препорачајте ја за некој да може да научи малку повеќе за криптосферата, со оглед на фактот дека нашата материја е целосно бесплатна и базирана на интерес на заедницата која што моментално ја гради. Ви благодарам, имајте добар ден и се гледаме во следното видео.